Здраво на сите и добре дојдовте на мојот канал. Останаа само уште неколку денови од оваа 2021 година. Се надевам дека успеавте да прочитате некои добри книги, некои добри романи. Најпрво фала ви благодарам за секој subscribe на YouTube, за секој follow на Facebook и на новата страница и на follow на Instagram. Ако ви се допаѓа ова што го правам, споделете го некогаш со вашите пријатели. Ако случајно сте наишле на ова видео, тогаш размислете за тоа да стиснете subscribe на мојот канал, да шириме љубовта за книгите и за читањето. Оно што го најавив претходно е дека на крајот на оваа година ќе направам една ретроспектива и ќе направам топ листа, топ 10 книги и романи кои што ја обележа оваа година за мене и мислам дека се најдобрите книги што ги прочитав оваа година. Неколку работи само да кажам во врска со тоа. Значи, прво нема да бидат сите романи, речиси ќе бидат сите романи, има една автобиографија која што ја читав. Второ, нема да бидат сите на македонски, затоа што ова е од целото моје читање оваа година. Трето, нема да бидат вклучени тука романите кои што ги препрочитував. Годинава барем 5-6 романи препрочитав, некои затоа што сакав, некои затоа што морав. Некои од тие романи сигурно ќе влезеа помеѓу овие 10 најдобри романи. Претпоставувам ги препрочитував, да речеме, Свила од Барико или од Изумот на Морел, го препрочитував, не знам, Норвешка шума и некои други книги, Физика на тагата од Господинов. Како и да е, тие книги нема да бидат вклучени тука. Ќе зборувам за 10 книги, меѓутоа нема да биде топ листа со тоа што под број 1 ќе биде најдобрата книга што ја прочитав, туку ќе бидат по случаен редослед. Или на англиски no particular order. Ќе зборувам без никакво сценарио, без никаква подготовка, еден по еден ќе ги презентирам романите кои што навистина ми се допаднаа. Прва книга, прв роман со кој што мислам дека ја почнав со овој роман годината, ако не се лажам, можеби не е ни важно, а која што навистина остави длабок впечаток врз мене е Тврдоглави од Славко Јаневски. Славко Јаневски во овој роман ја следи приказната патешествието на група селани од едно село Кукулино во близина, во подножјето на Скопска Црна Гора. Селото е измислено, меѓутоа претпоставуваме дека според описите некаде во близина на село Кучевиште, денешно Кучевиште. Тоа се луѓе кои што мора да тргнат на патешествие до Злетовско Лесново, да земат воденички камења и да се вратат назад. Ја следи нивното патешествие до таму и назад, конфликтите меѓу водачите на таа група, меѓусебните конфликти, стравови, на моменти преминува од нечиси како да преминува од реалното кон фантастичното, како да има елементи на магичен реализам во делови од романот. Значи, борба, внатрешни борби меѓу луѓето во групата, борби со надворешни непријатели, надворешни фактори. Значи, романот имате чувство дека е многу бавно се движи действието, всушност се покрива големо патешествие, за тоа време големо. Романот не е лесен за читање, морам да бидам искрен, комплексен е, тежок е на моменти, меѓутоа е навистина едно одлично дело кој што мора секој да го прочита. Друг роман кој што го читав, кој што навистина се спремав одамна да го читам и сега конечно во 2021 го прочитав, тоа е На рубу памети од Мирослав Крлежа. Мирослав Крлежа е познат и великан на хрватската и југословенската книжевност, како и да е, меѓутоа ова не е толку познат од неговите романи. А мене ми се допадна затоа што отвора филозофски прашања и е на некој начин интелектуален роман. Во која смисла интелектуален? Приказната е многу едноставна, или сюжетот е многу едноставно. Има еден правник кој што е мирен, повлечен човек, си работи со еден магнат кој што го држи целиот град во тоа време. И на една седенка, на една прослава на лозието на тој магнат, домаќински, така се презива, тој се фали како кога дошле крадци кај него во визбата, ги убил со пушка како зајци, како кучиња, не се ни сеќавам. И овој човек седичи со виното во рака, само ќе
промрмори како за себе, ќе рече, парафразирам, нешто во тип од смисла се е тоа глупост и лудост. Овој човек ќе го слушне, ќе се чувствува посрамен пред сите, ќе сака да го убие, човеков ќе побегне и од тука почнува целата приказна како целиот град, целото општество, тргнувајќи од неговото семејство, се отуѓува овој човек, го изолира, сите се вртат против него за да на крај буквално заврши и во затвор и во лудница. Значи централната идеја, ако можем да кажеме, поставување на индивидуалецот, на поединецот наспроти толпата и како всушност толпата и општеството знаат да ги проголта индивидуалците кои што имаат сопствено мислење. Меѓутоа, ова е феноменален роман, на рубу памети од Мирослав Крлежа. Следно нешто што ја обележа оваа година за мене е објавувањето и прочитувањето на оваа збирка раскази од Фланери О'Конор, Тешко ќе најдеш добар човек. Фланери О'Конор е една од најпознатите американски писателки, живее во првата половина на 20-тиот век, умира некаде во почетокот на втората половина, некаде мислам 50 и некоја година, ако не се лажем, или 60 и некоја, за жал умира премногу млада. Фланери О'Конор има напишано 2 романи и 2 збирки раскази, од кои што ова е едната од тие збирки раскази. До сега имав прочитано само 5 часа од незините раскази на англиски, меѓутоа многу се израдував кога дознав дека Темплум ќе издаде во превод од Румена Божаровска, која што е познавач на литературата од американскиот југ. Расказите на Фланери О'Конор се одвиваат токму таму. Што да се каже, особено првиот, ја го немав читано првиот расказ и кога го читав, буквално веројатно правев и гримаси и физички го доживав расказот, затоа што како што кажев вистинска тупаница во стомакот, нема да знаете што ве снашло. Романите нејзини знаат да бидат помалку брутални, гротескни, значи зборува за несекојдневни ситуации, има убиства, има секакви ситуации, меѓутоа треба да дефинитивно да ја прочитате за да го видите нејзиниот стил. Може би нема на секого да му се допадне Фланери О'Конор, меѓутоа е многу важна писателка која што јас навистина ја сакам. Следно нешто што морам да го спомнам оваа година, во книгите што ги читав оваа година, тоа е Моја борба, меѓутоа 5-тиот том од Моја борба од Карл Уве Кнаусгор. Карл Уве Кнаусгор е феномен сам за себе. Некои не го сакаат, многу луѓе го сакаат. Во еден момент обидувајќи се да напише некој одличен роман, се откажува и решава да пишува за својот живот. Тргнувајќи од смртта на татко му и сака да напише нешто во врска со тоа. Почнува една брутална исповед за својот живот, напишана во 6 тома, од кои што ова е 5-тиот, 6-тиот се уште не сум го прочитал, а има 1200 страници. Значи го нарекуваат модерниот, современиот Пруст. Ова е книга во издание на Бука од превод од норвешки на српско-хрватски на српски. Може да изгледа не примамливо и да си кажеме па добро сега зашто да читам за нечи живот брутално и искрено напишан, меѓутоа начинот на кој што пишува Карл Уве Кнаусгор е толку интимен, толку топол, толку не агресивен, не нападен да ви се пика под кожа и едноставно јас сум фан на Карл Уве Кнаусгор и ова е 5-тиот дел од неговата од 6 тома на Моја борба и навистина ми се допадна. Следно нешто е оваа книга. Ова се записите на еден револуционер или записи едног револуционара, ја читав на српски од Петар Алексеевич Кропоткин. Значи Кропоткин, ако не ви е познато, е еден од главните фигури и ликови во движењето на анархизмот, не е еден од основачите, значи зборуваме сега 19 век, умира после Октомвриската револуција неколку години, после тоа се враќа во Русија. Поголемиот дел од животот го поминува во прогонство, во екзил, и овие записи всушност се издавани како статии во приложенија во еден англиски часопис, во едно англиско списание. Приказната на Кропоткин, иако не се вклучени последните 20 на години од животот, е феноменална. Меѓутоа, оно што мене ми остави впечаток е, иако тој бил страшно образован, значи не доаѓа од работничко семејство, доаѓа од благородништвото, е страшен ерудит, образован, познат географија во тоа време. Меѓутоа, оно што ќе ви падне во очи прво е
колку човекот знае да пишува. Тоа како да го читате Достоевски или некои од руски писатели од тоа време. Значи, одличен познавач, неговата приказна е фасцинантна и оно што се чувства низ целата книга е неговиот интегритет, неговата честност, неговата скромност и неговата, ајде да речем, чистота, искреност во сето тоа што го правел. Приказната на Кропоткин ме воодушеви. Следна книга е Соларис од Станислав Лем. Прва книга што ја прочитав од Станислав Лем. Станислав Лем е полска легенда на научната фантастика и светска легенда. Соларис мислам дека е негов најпознат роман. Правев видео за Europe House за Соларис. Меѓутоа, оние што го познаваат Лем и научната фантастика велат дека ова не е типичен Лем. За мене ми се допадна затоа што отвара некои многу убави филозофски прашања. Значи, се работи за една планета Соларис на која што луѓето имаат база за истражување поставено. Меѓутоа, уникатното е што таа планета е составена од море, од една желатинска маса и целата дилема е дали таа планета има свест и може да комуницира со тие што ја истражуваат. Многу убави филозофски прашања, дилеми. Ова не е толку лесно за читање ова дело, меѓутоа мислам дека вреди да се прочита оваа книга од Станислав Лем. Имате и други книги на македонски што се типична научна фантастика од него. Има и неколку филмови снимено за овој роман. Меѓутоа мене навистина ми се допадна и со денови, со недели после читањето остана романот со мене и ме тераше на размислување. Друг роман што го немам тука, што го ставам во топ 10 е Демони од Достоевски. Не само затоа што е Достоевски, затоа што тоа е еден од неговите најпознати романи, меѓутоа ајде за отсеќавање од памет, иако има и видео што можете да го гледате на каналот. Ми се допадна како ја обработува темата. Целата идеја е конфликтот меѓу навлагањето на тие либерални, социјалистички, па и анархистички, нихилистички идеи во тогашна Русија, зборуваме втора половина на 19 век. Действието се одвива во едно помало место во Русија тогашна. Представени се тие идеи како влијаат целата идеја околу нихилизмот, меѓутоа тоа е подруг нихилизам, руски нихилизам, политички нихилизам во тоа време, не е тоа некаков општ, абстрактен, екзистенцијален нихилизам. Многу интересни ликови има, нормално Достоевски тоа знае да ги однесе во екстрем ликовите, да направи страшен контраст. Тоа беше последниот роман од Достоевски од неговите големи романи кои што го немав читано и ми се допадна. Мислам дека ми се допадна и влегува во 10 најдобри книги што ги прочитав оваа година. Остануваат уште две. Ево уште еден голем роман, па кој ќе видам доста имаше големи романи што ги прочитав годинава и ова е еден голем обемен роман, Татковина од Фернандо Арамбуру. И за овој роман правев видео за Art Connect. Ова е Арамбуру е баскиец, шпанец. Действието на романот се случува во близина на Сан Себастијан во Баскија и немав многу познавање и многу влијаеше на мене со тоа што и информативно, а сакам кога има добра приказна со нешто што со контекст во кој што учам некои нови работи за нови народи, за нови ситуации. Значи се работи за Баскија, за две семејства во 80-тите, 90-тите години некаде ја следи нивната приказна. Две семејства кои што се блиски, делат пријателство, близина, исто и нивните деца, меѓутоа едно од децата, еден синот од едно од семејствата станува терорист во ЕТА, таа терористичка организација која што функционираше до пред некое време. Се случува нешто, се случува убиство и тие семејства се оддалечуваат, меѓутоа тука многу добро ја гради приказната Арамбуру. Тоа многу ми се допадна. Со кратки поглави ја прави реконструкција, бавно, шара низ времето и помеѓу ликовите, значи полека ја гради приказната и ги отвара тие дилеми, што е вистински патриотизам и што значи да се сака нацијата, ги отвара прашањето на тоа што значи да се биде жртва, дали да се прости, дали да не се прости, дали има прошка за тие што направиле страшни дела. Одличен роман. Има снимено и серија Патрија, Татковина за HBO според овој роман. Ви го препорачувам. Иако е голем романот, лесно се чита.
И последниот роман кој што дефинитивно влегува во оваа топ листа на најдобри книги што ги прочитав оваа година е Stoner од Џон Вилијамс. Се работи за Вилијам Стонер, еден обичен човек кој што доаѓа од обично место, земјоделско, оди на факултет, завршува факултет, станува професор по литература, живее, влегува во брак, има дете, и на крај го следи до крајот на неговиот живот, умира. Меѓутоа начинот на кој што, значи, ова е роман за обичниот човек. И тоа така е мајсторски раскажан, така хипнотички раскажан, едноставно раскажан. Има квалитет на раскажувањето кој што ретко се наоѓа и мислам за тоа некои луѓе го сметаат за ремек дело. Џон Вилијамс не доживеал некаква слава додека бил жив. Има напишано 4 романи, од кои многу познат, има добиена награда за Augustus, Butcher's Crossing, има уште еден роман кој што не ми текнува сега како се вика. И тоа после овој роман дефинитивно ќе isчитам се што има напишано. Џон Вилијамс е феноменален писател. Овој роман бил на некој начин заборавен и последниве 10 години е повторно откриен и се повеќе луѓе го читаат. Значи, тажен, обичен живот и всушност на многу убав начин Вилијамс покажува дека секој живот е посебен на некој начин и ако можете да го прочитате овој роман или нешто од Џон Вилијамс, од се срце ви го препорачувам. За жал нема ништо од него на македонски, се надевам некој ќе издаде некој од неговите романи на македонски во превод. Тоа беа 10 книги што ја обележаа оваа година за мене. Сериозни книги, добри книги, квалитетни книги. И ако можете да ги најдете, ви ги препорачувам да ги прочитате. Толку од мене за ова видео, ова ќе биде последно видео за оваа година. Ви посакувам убава 2022 година со многу добри прочитани книги кои што ќе не инспирираат. Толку ова е последното видео и се гледаме следната година со нови рецензии. Чувајте се и се гледаме наскоро. Чао!